божичниот ручек бидна и убаво расположението и си каснавте вие и јас. Многу убава идеја. Убава идеја, добро реализирана, убав ден, голем ден. 2000 порции. Тоа е многу. 3000 порции. Така да, еве, луѓето си доаѓаат, имаме исто организирано и тие што не може да дојдат по изнемоштени, кои се им носиме по куќите преку бранка за храна, кај што имаме евиденција за такви социјални луѓе. Меѓутоа, пак ќе потенцирам, ќе кажам, овој ден не е само за социјалното загрозени луѓе, него е за сите ние, еве, како луѓе, како нација, да се дружиме, да се видиме на едно место, па и негаш и посладко вака да се касниш и да... Тоа е како враќање кон верата, како да ја заборавивме, а сега се враќаме назад. Така мене ми личи. Па гледайте, од Сегеш Бадник, Божиш биле големи празници исто и Великден, кај што народот се сплотувал, се соединувал, си помагал еден на друг и никој не би сакал за Божиш, за Бадник да биде сам, како што не е нашата замисла, меѓутоа и треба да бидеме солидарни. Тоа се тие најголеми празници, кај солидарноста треба да превладува, да можеме да се осетиме еднакви пред општеството. Тоа е многу важна работа. Тоа е чувство кој секој човек го носи, а не може некој да го оствари на овој начин може. Баш така, ова е тие прав начин кој што можеме да го оствариме. Инаку знаеме дека никој голем дел населението не е странен за храна, меѓутоа храната тука не е предуслов, предуслов е дружбата, празникот и она што треба духовно да го осетиме, да се дружиме едни со други. Ја би сакал ова да премине во традиција и да го надохнудуваме со повеќе сегменти, така да ете, нашата вера и празниците тие кои што треба да сплотат. Камадарчар ми е поддржаа на социјалните мрежи и јадници луѓе ви поддржаа оваа акција и ја поздравуваат сите, дека стане традиционална. Вам ви честитам на реализацијата на горановата идеја и она што како логистика го дадовте со овој компанија кои Иницијативата морам да кажам дека беше на Горан кувар кој што работи кај нас во Мокриште, заедно со сите негови колеги од цела Македонија, 18 елитни кувари кои што дојдоа да покажат дека може за Бадник да се дружи со луѓето, да се стигнат на пониско ниво, пошто знаеме дека они знаат да направат можеби порции од 1000 евра, меѓутоа ова денешница како празник е многу поголема од било што. Мислам дека идејата за поздравување од прифативме веднаш, не кошта толку многу финансиски и организационо колку што е голем денот.